Дипломатскиот спор кој што го има Македонија со својот источен сосед го наметнува прашањето за имиджот на Бугарија пред меѓународните институции. Имено Бугарија е во друштво на оние држави кои што имаат најмногу изгубени случаи од Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Но дали ги почитува пресудите и кои се механизмите кои што им остануваат на оние кои што ги добиле овие случаи? Доколку се следат случаите во кои граѓаните на една држава последната надеж за правда ја гледаат во Страсбур, тоа доволно говори за судскиот систем и имиджот на државата во поглед на сеопфатно почитување на човековите права. Бугарија, заедно со Русија, Турција, Унгарија и уште 6 други европски држави, е помеѓу 10 најосудувани земји во 2022 година пред Европскиот суд за човекови права. Од 27 пресуди, Бугарија загубила во дури 25 случаи. Според универзитетскиот професор и поранешен дипломат Звонимир Јанкуловски, потпишувањето на Европската конвенција за човекови права значи прифаќање на одлуките на судот во Страсбур. Генерален принцип е дека кога сте ратификувале Европската конвенција за човекови права, сте ја прифатиле и юрисдикцијата на судот, односно сте прифатиле дека судот одлучува по прашање за човековите права во кој е засегната конкретната држава. Тоа ја прави држава која се однесува крајно несериозно кон целиот механизам на Советот на Европа за заштита на човековите права, затоа што оној момент кога сте ратификувале, сте прифатиле дека ќе се однесувате согласно правилата на конвенцијата и согласно пресудите дека сте подготвени да ја прифатите юриспруденцијата на судот, односно да ги прифатите пресудите, да ги инкорпорирате во рамките на правниот систем на државата, согласно барањето од пресудата во контекст на останувањето на причините кои довеле до одредени повреди на човековите права. Но и покрај тоа што соседна Бугарија неколку пати се најде повикани од американскиот Стейт Департмент, како и самиот председател на судот во Страсбур да ги почитува одлуките, се чини мале ризикот за отстранување на официјална Софија од Советот на министри. Според Јанкуловски, тоа е така затоа што и во европската судска пракса големо влијание има политиката. Реално е многу тешко, затоа што има премногу политика, знаете, кога ќе ги видите начинот на функционирањето. Во основа Советот на Европа е положен на трите столба на демократија, човекови права и владење на правото. Тоа се столбовите на кои почива организацијата, меѓутоа кога ќе видите, кога ќе дојде за прашање за човековите права, ќе видите дека има многу политика и дека има многу интереси, различни интереси кои понекогаш е многу тешко да се усогласат, така да државите тој процеп во заштита на човековите права и политизирањето на човековите права вешто го користат во обид да ги избегнат обврските согласно конвенцијата што самите ги преземале. Бугарските власти имаат рок до мај да поднесат извештај што е направено во однос на случаите кои ги загубила. Најмногу од нив се однесуваат на македонските здруженија кои повеќе од една деценија ја добиваат Бугарија во Страсбур. Здружението Илинден Пирин, всушност како функционира во моментот, со оглед на тоа што не сте политичка партија, иако имате заложби да бидете? Како невладина? Не сме друштво, Илинден Пирин не политичка партија, која што беше регистрирана само една година и потоа беше одземена регистрацијата. Добивме дело во Страсбург, но така и не ја врати регистрацијата. Партија е како партија член на Европската слободна алијанса, тоа е коалиција од политички партии во Европскиот парламент. Така што тоа е малце абсурдна ситуација, веројатно сме единствените кои што се со одземена регистрација во Бугарија без можност да учествуваме во изборите и сепак сме представени во Европскиот парламент. Мислам тоа е уникална ситуација. Се од кога ги имате добиено тие пресуди од Европскиот суд за човекови права кои што им налагаат на бугарските судови, кога ќе дојдете на ред пред еден од бугарските судови да се регистрирате, која е повратната информација? Кога ќе се стигне, мислам, бугарските судови не реагираат во смисла да дадат регистрација кога ќе добијат таква пресуда. Така што треба овие друштва да си поднесат да почнат нова процедура за регистрација. И тогаш добиват одбивање. Одбивањето биват или по некој ново измислена причина, или по таква која што веќе Бугарија е осудена во Страсбург. Има X такви во кои што Бугарија едноставно повторува тоа за кое што веќе е осудена. Тоест тотално игнорирање на пресудите од Страсбург.
Затоа и комитетот на министрите кој што го нагледува извршувањето на овие пресуди, постојано именно го барата од Бугарија да запре да ги користи овие аргументи, да запре да откажува регистрација на некоја организација само затоа што таа смета дека има македонско малцинство во Бугарија. Мислам, тоа е доволно причина да ве одбијат од регистрација. Ако тврдите дека има македонци и такви работи. Значи може да се случи друштво кое што е за општествена корист се обидува да се регистрира, судот го одбива и препорачува дека треба да биде за приватно. И кога ќе внесе како за приватно, судот одбива бидејќи според него тоа е за општествена корист. Мислам, цело време имаме такви префрлувања, што и да барате. Ние како партија ни кажувале дека со тие цели треба да сте организација, кога сме барали како организација со тие цели треба да сте со законот за партија да се регистрирате. Знаете, цело време се бара некоја причина, било каква причина, некој пат дури нема причина. Јас се сеќавам за едно одбивање во кое што реално судијата кажа не сте ги исполнили условите по член тој и тој. А сега член тој и тој ги содржи сите услови што треба да се исполнат. А тие се таму можеби над 100. Значи не ви укажува дека е тоа не сте го исполнили. Не, генерално не сте исполнили условите и најдете се, сетете се вие сами, ако може да најдете што точно мислам дека не сте исполнили, па и така. Мислам и затоа имаме цело време тие проблеми и тие пресуди постојано растат. Треба да се каже дека пресудите се јако 14 официјално, нели? Всушност тие се композитни пресуди. Во една се содржат по серија жалби. Значи тука зборуваме државата осудена не за 14 случаи, ами можеби над 40 случаи. Е осудена на одбивање на регистрација и други видови дискриминација, како забрана на мирни собори. Така што комплексен е случајот со Бугарија. Во Бугарија се оди на агенција за впишување, се кажува, тоа е почетната фаза, потоа се оди во окружниот суд, потоа се оди во апелативниот суд во Софија, апелација, и оттаму се оди директно во Страсбург. И во Страсбург се носи нова пресуда, која што се враќа назад. Бугарија исплаќа некоја, тоа се смешни такви казни, да речеме 5-10 000 евра примерно. Ја објавува пресудата и до тук. И пак треба друштвото да почне од почеток, и пак ќе биде одбиено, и пак ќе апелира, и пак ќе оди во Страсбург, и пак ќе добие, и пак ќе се врати назад, и целата процедура се повторува постојано. Единствената разлика е што комитетот на министрите ги стави македонските случаи во Бугарија под специјален засилен мониторинг. И периодично, еднаш или два пати во годината да се собира специјално, нели, да ги разгледува нив. И со тек на времето, тоа почна од 2016, веќе имаме ескалација на барањето на комитетот на министрите. Дори има закона дека тие ќе поседат специјално Бугарија да го истражат случајот, бидејќи има очигледно систематска дискриминација овде. Има систематски проблем кој што државата не го решава. Тука се обидува да се игра со комитетот на министрите и да тврди дека еве ние направивме некоја тука ситна промена, ве молиме затворете ги случаите како да се исполни. Тоа е играта која што се оди цело време. Ве имаат ли исплатено некој друштво? Да, само тоа го прават. Мислам, друштво ги исплаќаат казните, но тоа се символични за една држава да плати 10.000 евра, што е тоа е смешно, нели? Ама важно, решени се ќе плаќаат казни, но нема да регистрираат друштво. Тоа е очигледно официјална државна политика. Еве да речеме дека во даден момент и Бугарија би се уморила од тие правни лабиринти во Страсбург и да речеме дека би дозволила да се регистрирате како политичка партија. Што ќе промени тоа во вашето действување? Значи, прво мислам дека ќе дозволи регистрација на друштво, не на партија. Бугарија направи законот го смени на тој начин што регистрација на партија во Бугарија е многу тешка работа. 2500 членови кои што да не се плашат дека се запишале во вашата партија, над 1000 страни документи, нели, сложена процедура, секој пат може да бидете одбиени, скапа процедура, плюс 3 пати ги вика нашите членови во полиција, така што државата се обезбеди да направи максимално тешко и невозможно, нели, да регистрираме партија во иднина, ако сакаме. Затоа ние одиме прво на регистрација на друштво, држуваме друштвото, бидејќи таму требаат 5 до 7 души. Но Бугарија нема да се измори да одбива. Тоа што може да се случи, ние на тоа работиме, е да биде приморана, да процени дека политичките штети што ги трпи со тоа што упорно одбива регистрација на нашите организации се поголеми од колку ќе биде ако регистрира овие организации. Така што тоа е првата цел. Кога се регистрираат овие организации, тие ќе може да работат слободно. Сега не можат. Сега бидете случајот со клубот во Благоевград. Не може да се регистрира слободно како клуб, а треба да биде како приватна просторија, затоа што не дозволува да имате организација, не може да учествува по меѓународни проекти, не може да учествува по проекти во општината, мислам, не може воопшто да развива легална дејност исто пред законот како да го нема. Така што тоа е силно ограничувачки.
Понатамо за нас е многу поважно, тоа е да луѓето кога слушнат дека се регистрираат македонски организации да почнат да паѓа страв. Тоа е еден од најголемите проблеми што го имаме и државата свесно го одржува стравот меѓу македонците. Тони, во Страсбур, во Советот на Европа е донесена резолуција за почитување на човековите права на малцинствата во Македонија. Но таму воопшто не се спомнува бугарското малцинство и за она што говори всушност Бугарија за непочитување на човековите права на бугарите во Македонија. Може ли по-конкретно, по-детално, те молам? Точно и Билјана, тоа станува збор за извештај од Советодавниот комитет на Советот на Европа како се спроведува рамковната конвенција за почитување на малцинските права во нашата земја. Македонија има подпишано и ја спроведува. Се работи исто и за извештајот што беше поднесен од владата на Република Северна Македонија во рамките на петтиот мониторинг циклус што го спроведува Советот на Европа, за да види како се спроведува таа конвенција. Интересно дека во неа никаде во оваа усвоена резолуција од Комитетот на министрите никаде не се споменува бугарското малцинство, како што не се споменува во ниту еден друг извештај на органите на Советот на Европа, започнувајќи од извештаите на Комесарот за човекови права, потоа ЕКРИ или пак на рамковната конвенција. Пред објавувањето на оваа резолуција, бидејќи се однесува за извештајот кој што беше изготвен во 2020 година, но само дури денеска е јавен, не знаеме како реагираа бугарските представници во Советот на Европа во однос на оваа резолуција. Знам од искуство дека во минатото, кога се зборуваше за малцинските права во Советот на Европа, поточно во Комитетот на министрите, Бугарија секој пат реагираше кога се споменуваше за македонското малцинство во Бугарија, кој што не е признато. Така да во оваа усвоена резолуција многу повеќе внимание се посветува на ромското малцинство во Македонија и на правата за школување или за здравствена заштита, како и за програмата што е за вклучување на малцинствата, односно за сите како што се спроведува во нашата земја. Значи нема ниту една забелешка врз основа на тоа што во моментов се забележува на Македонија од страна на својот источен сосед. Еднакво, Бугарија е една од најосудуваните всушност земји во Страсбур за прекршување на човековите права. Само лани судот во Страсбур има таква информација дека донел 27 пресуди за Бугарија, од кои во 25 било утврдување на прекршување на човековите права. Во годишниот извештај за 2022, судот во Страсбур наведува дека Бугарија не е спровела пресудата за основните човекови права на слободно здружување кој обвинетата македонска организација Илинден Пирин не може да исползува и да се регистрира се до денеска. Во делот кој се опишува како државите не ги спроведуваат одлуките, бугарскиот пример Сомо Илинден Пирин е ставен како сличен со пресудата Лиу против Русија, која исто така не е имплементирана поради тоа што двете држави во случајот во Бугарија и Русија вовеле нови законски мерки за регистрирање на здружение со што не ги извршиле пресудите од Страсбург. Во врска со домашниот процес на имплементацијата беше забележано дека судот и Комитетот на министрите во контекст на нивните обврски може дури истовремено да побараат да бидат испитани истите домашни процедури без да го попречат нивниот меѓусебен институционален баланс. Судот повтори дека членот 46 не исклучува преиспитување на примената и дека има право да ги разгледува жалбите на предметите кои се продолжение на пресудените предмети. Например, кога домашните власти вршат ново испитување на случајот при имплементацијата на одлуката на Европскиот суд, без разлика дали се отвора повторно процедурата или при иницирање на потполни нови мерки на процедури, како што е случајот Сомо Илинден Пирин против Бугарија, бидејќи како што рековме има се добиени вкупно 17 судски пресуди, сите во истиот контекст. Имено, Комитетот на министрите за неизвршената група на пресуди поврзани со македонското малцинство во Бугарија
квалификувани како комплексни случаи од страна на комитетот, минатата година на 2 пати расправаше во Страсбург. И повторно е истата констатација. Пресудите не се извршени од страна на Бугарија. Комитетот на министрите жали поради фактот што и покрај усвојањето на повеќе одлуки и резолуции, повеќе од 16 години по првата правосилна пресуда, во моментот се 17, во оваа група здруженија кои имаат за цел да добијат признавање на македонското малцинство, продолжуваат и понатаму да бидат рутински одбивани за регистрација од страна на бугарските власти. Комитетот нагласува дека пресудите не создаваат обврска за признавање на група на лица како малцинство, но јасно бараат од националните власти да не одбиваат регистрација врз основа на кој Европскиот суд постојано ги одбива во однос на целите на здруженија. Иако бугарските македонските здруженија вели Страсбург. Затоа се повикува Софија да ги преземи сите неопходни мерки за целосно согласување со одлуките на Комитетот на министрите. Односно, бугарската агенција и судови, како што бара Страсбург, не треба да одбиваат регистрација на здруженија кои имаат за цел да добијат признавање на македонското малцинство во Бугарија врз основа на кои се во спротивност со пресудите на Европскиот суд во овие случаи. Бугарија треба да поднесе извештај до 31 мај оваа година за овие прашања, а во отсуство на видлив напредок пред нивниот состанок во септември 2023, Комитетот на министрите ќе испрати писмо до бугарските власти во кој ќе бара да најдат брзи решенија со цел целосно и ефективно да ги почитуваат нивните обврски кои произлегуваат од пресудите на судот во овие 17 случаи. Има ли објаснување, Тони, зошто не се спроведуваат добиените пресуди во Страсбург? За сега нема објаснување официјално. Бугарија секој пат вели дека ги пресудите, дека за тоа се известени агенцијата за регистрација на здруженија, судовите се известени, но секој пат кога македонските здруженија или здруженијата кои се обидуваат да негуваат македонската култура во Бугарија или политичките партии добиваат негативен одговор или пак после регистрацијата им се одбива. Објаснувањето можеби треба да се бара малку подалеку во официјалната бугарска политика и тоа се спроведува во моментов во Бугарија. Бидејќи според судот од Страсбург нема никаква пречка, па иако здружение сака да биде признато како здружение кој што има за цел, како што реков пред малку, да се признае македонско малцинство во Бугарија, тоа нема никаква причина да се спречи неговата регистрација. Одговорот можеби треба да се побара во Бугарија, но Бугарија не го дава тој одговор. Ќе видиме дали таа ќе ги исполни овие обврски до мај, а после тоа во септември, но тоа е како едно одолговлекување на спроведувањето на пресудите. Веќе поминаа повеќе од 16-17 години како што е донесена првата пресуда и секој пат се истите констатации. Во меѓувреме, Билјана, се сеќавате, вие бевте исто во Страсбург на пресконференција, кога пренешниот бугарски председател Стојанов, бевме тројца македонски новинари, вие, јас и Слободанка Јовановска, кога на ваше прашање или на Слободанка не се сеќава, рече дека Македонија е најромантичниот дел од историјата на Бугарија. Тоа остана како запаматено. За жал, сега таа романтична историја се претвора во нешто нападно за Македонија и за македонскиот народ. И кога ќе се погледнат сите документи на Советот на Европа во кои што се зборува за почитувањето на правата на малцинствата во Македонија и во Бугарија, во моментов кога ќе видиме како се однесува Европската унија и тоа што се бара од Македонија, како да се наоѓаме во нешто како пресликано, наопаку. Во сите документи на Советот на Европа се зборува дека лицата кои што се идентификуваат самите како македонци во Бугарија, кои што бараат да се здружуваат и кои што во сите средби со представниците на Советот на Европа како комесарот, представниците на ЕКРИ и на другите, секој пат им било одбиено нивното право да се регистрираат, иако тие го барале. А од друга страна, во ниту еден од документите на Советот на Европа во кои што има се зборува за почитувањето на правата на малцинствата во Македонија, никаде не се споменува бугарско малцинство. Па ни во последниот извештај што беше донесен пред 2 години, можеби
во следниот извештај такво нешто ќе се случи, бидејќи веќе тоа стана како една политика на страна на Бугарија и на страна на Европската унија кон Македонија. Но до сега нема ниту еден случај. Единствено бугарско малцинство или луѓе кои што се идентификуваат или негуваат бугарска култура, кои што добила случај против Македонија, тоа е случајот Ратков пред многу години. И треба да се знае дека во случајот Ратков против Македонија стоеше исто и бугарската влада, како еден од застапниците на групата Ратков. А додека во случаите на Омо или на Пирин и на другите случаи на македонски граѓани, односно македонско малцинство од Бугарија против Бугарија пресуди, никој пат македонската влада не стоеше како една од страните во тие случаи. А денес се наоѓаме во случај во кој што Македонија се покажува со прст како земја која што не ги почитува малцинските права. Иако малцинските права во Македонија во споредба со многу други земји од регионот и пошироко, не само од регионот, се можеби најпочитувани. Поради тоа јас пред многу години имав поставено прашање зошто вие не направите на компаративна студија во Советот на Европа во која земја и на кој начин се почитуваат човековите права, па така да се види кој ги почитува, кој не ги почитува. Но мислам дека нема таква храброст во моментот да се прават такви студии, бидејќи за жал некој пат малцинските прашања се користат за некои други цели, за некои други идеи, иако македонското малцинство во Бугарија секој пат јасно кажало дека сака само признавање на нивните културни прави, дека тие се граѓани на Република Бугарија. Добро, тоа зависи од македонската политика, македонските политичари, македонската дипломатија и дипломати, всушност. Но, доколку е ова вака, прашањето е колкава е всушност моќта тогаш на Советот на Европа и на судот во Страсбур. Ако не се почитуваат човековите права, ако тие пресуди всушност не се спроведуваат, зошто воопшто тогаш овие организации немаат никаква моќ да делуваат? Моќта нема, ретко се случило некоја држава која што била осудена да толку многу одговлекува со една пресуда. Ако зборуваме за случаите што се против Бугарија. Бугарија сигурно ги има платено паричките казни кои што се дел од извршувањето на пресудите, како што го правеше тоа и Русија и сите други земји. Но мојста ево тоа можеби јас би рекол повеќе Советот на Европа, судот за човекови права е повеќе совеста на Европа отколку нешто друго. Сепак придонесе за некои правни норми кои што се применуваат насекаде во Европа. Не би плукал по тоа што го прави и Советот на Европа или пак Судот за човекови права, бидејќи ако ништо повеќе заслужува што во прв план ги стави и ги извади сите овие проблеми кои што постојат во Европа или се обидува да ги подобри. И сега после тоа е волјата на овие земји. Јас се сеќавам, например, ако бидејќи зборуваме многу повеќе за Бугарија во овој случај, кога Бугарија влегуваше во Европската унија во 2007 година, во Европскиот парламент имаше силни расправи за начинот на кој што Бугарија ги почитува малцинските права, на правата на малцинствата. И тогаш таа ветуваше дека тоа ќе се подобри. Всушност, кога ќе се погледнат извештаите, ништо не е подобрено. Таа стана дел од тој клуб и после им доаѓаат пораки и од Европскиот парламент и од Европската унија во кои што се малку спротивни од тоа што се вредностите на Европската унија. И можеби тоа е и слабоста на Советот на Европа што нема еден механизам кој што е многу поостар, би рекол, со наметнување на казни, на санкции. Ретко која држава била санкционирана строго од Советот на Европа, со исклучок можеби на Грција кога беше пучот или пак на Турција. И сега во последен случај беше со Русија, но видовме Русија излезе од Советот на Европа, а и многу земји, поголеми земји членки на Советот на Европа, како Велика Британија и сега Обединетото кралство и Франција, не им се допаѓа тоа што некој пат суди од помали земји, да речеме како Македонија, Црна Гора или пак од балтичките земји, може да ја осудат Франција исто така за непочитување на човековите права или нечовечки третман. Така да има држави на кои што некој пат им одговара тоа што судот нема толку силна моќ за спроведување на пресудите, бидејќи знаете вие подобро од мене Билјана дека судот ги онесува пресудите, а додека за извршувањето се грижи Комитетот на министрите на Советот на Европа, кој што е меѓувладин орган, во кој што се представени владите на сите сега 46 земји членки и кој што секоја земја може да блокира
некоја одлука. Така да тоа е повеќе договор на влада. Ти благодарам Туни за овој разговор. Благодарам Билјана и поздрав до гледачите на 24.